студиото со вас, Маријан Ников. Владени вести, добар ден и ви благодарам за вниманието. Отчет за сработеното во првата година на владата ќе одржат вечерва владините представници во Скопје. Премиерот Христијан Мицковски вчера на својот Facebook профил соопшти дека за една година покачиле пензии и плати. Градот Патишта обезбедиле над 1,2 милиарди евра странски инвестиции и вработиле 1000 службеници и нагласи дека развојот е возможен и на дофат, а најдоброто допрва доаѓа. Плодовите од работата на владата допрва ќе се чувствуваат. Една година од новиот почеток, една година градење темели, една година за тебе. Доаѓа времето на Македонија, ги градиме темелите на промените, истакна Мицковски. Настанот по повод една година влада ќе се одржи на платото пред владата со почеток во 20 часот, а своје браќање ќе има председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицковски. Во собранието денеска 7 комисии одржуваат седници, а некои се веќе и започнати. Работни активности ги очекуваат пратениците кои се дел од комисиите за социјална политика, демографија и млади, за надворешна политика и надворешна трговија, за култура и туризам, за финансирање и буџет, за транспорт, дигитална трансформација, животна средина и просторно планирање, за политички систем и односи меѓу заедниците, за прашања за изборите и именувањата и законодавно-правната комисија. А во собранието пресконференција одржи Берим Бечети од Европски фронт, кој се осврна на проширувањето на Европскиот фронт, но и за престојните локални избори. Во моментов се уште се одвиваат разговори и се прават анализи во контекст на прашањето за проширување на Европскиот фронт и нашиот став е дека Европскиот фронт не само со политички партии, дека ќе се проширува, него упатуваме јавен апел до сите албанци, до сите други етнички заедници, граѓани на други етнички заедници, кои и ќе имаме таква една широка коалиција со поединци, со политички партии, со невладиниот сектор, со сите кои мислат дека ова влада носи антиалбански одлуки. Ние повикуваме и на предвремени парламентарни избори, ние сме сигурни на нашата база. Ние секој ден живееме заедно со албанците и со другите етнички заедници и сме многу сигурни во тоа. Тие што се плашат од избори, тие што се поданици и се избрани од премиерот, има една поговорка, јазикот нема коска, ќе најдат разни изговори. Бујру на избори. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент утре треба да гласа за извештајот за напредокот на Македонија на известувачот за земјава Томас Вајц. Извештајот првично требаше да биде ставен на гласање на 4 јуни, но беше одложен на барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници, кои не се согласуваат со тоа што во документот децидно се наведува македонскиот јазик и идентитет. Вајц тогаш образложи дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои зад документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Во извештајот на Вајц се нагласува потребата на брз напредок во преговорите за членство во Европската унија и спроведувањето на уставните измени. Во документот постојат неколку референции за признавање на македонскиот јазик и идентитет. Во пресред на гласањето за извештајот во Европскиот парламент, премиерот Мицковски вчера изјави дека очекува извештајот на Вајц да биде усвоен и да се прати силна порака на македонскиот идентитет и јазик. Вели дека изминатиот период имало силен притисок од бугарски европратеници за измена ново извештај во кој се говори за посебноста на македонскиот идентитет и јазик. Седницата на Комитетот за надворешни работи според дневната агенда, објавена на веб страниците на Европскиот парламент, треба да почне утре во 9 часот, а извештајот на Томас Вајц за земјава е прва точка за разгледување и гласање. Бугарски европратеници имат поднесено амандмани, а дел од нив барат и воопшто да не се презентира. Година очекувањата се економскиот раст да изнесува 3%, додека на среден рок проекциите окружуваат на раст на економијата од околу 4%. Основното макроекономско сценарио упатува на солидна динамика на тамошното економско закрепнување. Истакнува гувернерот Реко Славевски во интервју за порталот Пари. Славевски посочи дека главен носител на растот се инвестициите,
подпомогнати од најавениот јавен инфраструктурен циклус, но и во приливот на странски инвестиции и солидна кредитна поддршка на корпоративниот сектор од страна на банките. Минатата година странските директни инвестиции достигна исклучително високо ниво од околу 7% од БДП, што сигурно ќе и даде позитивен поттик на вкупната економија. Исто така и на кредитниот пазар е видлив зголемена кредитна поддршка на компаниите. Она што можеме да го видиме преку податоците е постојаното зголемување и расположливиот доход на населението и на кредитно финансирање на потрошувачите во домакинствата. Од таму и оваа компонента на побарувачка ќе има позитивен придонес во растот. Во однос на инфлацијата, Славевски повдвлекува дека нагорната ревизија проектирана стапка на инфлацијата е умерена и е направена само за оваа година. Оваа корекција ја одразува нешто посилната динамика на ценовниот раст на почетокот на годината, пред се кај цените на прехранбените производи и на горните ревизии за движењата на дел од увозните цени на светските берзи во следниот период. На среден рок проекцијата не претрпе промени, односно и натаму се очекува дека инфлацијата ќе се сведе на историскиот просек од 2%. Со ваква проектирана патика кај домашната инфлација се очекува распонот во однос на инфлацијата во еврозоната, кој веќе е значително намален во однос на од 2022 година, да продолжи да се стеснува, посочува гувернерот, потенцирајќи дека Народна банка ќе продолжи да делува во насока на остварливост на ценовната стабилност во координација со фискалната политика. Воодушевени и инспирирани од природните убавини на Вевчани, повеќе од 20 уметници ќе создаваат уметнички дела во склоп на 14-тата меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања 2025. Прилог на Нина Ритоновска. Вевчани останува неисцрпна инспирација за светските уметници. Тие се воодушевени од природните и културните убавини, изворите, храната, традицијата и гостопримството. На меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања во текот на 10 дена од 21 јуни до 1 јули ќе творат 22 уметници. 22 уметници ќе творат и ќе создаваат дела кои што ќе испишуваат историја. Оваа година имаме уметници од Македонија, но исто така и од околните земји како Србија, Грција, Словенија, Црна Гора. Имаме од Велика Британија, од Соединетите Американски држави, од Франција. Значи ќе биде една меѓународна колонија каде што луѓе и од различни меридијани ќе можат да ги разменат своите искуства, идеи, инспирации за творењето на нивните дела. Уметниците воодушевени од можноста да творат во место обкружено со природа која инспирира. This is my second time in Vevchani. Ова е втор пат да сум во Вевчани. Има две работи што ме воодушевуваат тука, првенствено локацијата помеѓу езерото и планината, што е еден посебен спој, особено значен за уметниците. Први пут сум и пресреќен сум да сум дел ове манифестации. За прв пат сум овде и пресреќен сум што сум дел од оваа манифестација. Имам инспирација. Веќе одредив на што ќе работам. Колонијата беше отворена со аукција на 3 ликовни дела насликани од учесниците, чии средства како и донации ќе бидат донирани за поддршка на повредените од пожарот во Кочани. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Слагјан Михаиловски бара правда за смртта на неговиот брат кој работел во Чешка, без разлика каков ќе биде одговорот на обвинителството. Неговиот брат починал пред повеќе од 1 година. Слагјан Михаиловски од општина Ранковце го загубил својот 26 годишен брат додека работел во Чешка, ангажиран преку скопска фирма. Настанот се случил пред повеќе од 1 година, но причинителот за смртниот исход се уште не е познат, зашто како што тврди Михаилов, од обвинителство не му даваат одговор. Тој преку адвокати ја тужил фирмата во која работел неговиот брат, бидејќи се сомнева дека не биле запазени стандардите за безбедност при работа. Погина брат во Република Чешка. Фирмата беше од Скопје, во која беше брат ми вработен. По нивна вина беше тоа се што се случи. Имам пуштено тужба преку адвокатите мои да ја тужам фирмата. До сега нема ништо од обвинителството. Ме интересира зошто. Што е причината, зошто уште не покренуваат постапка. Немам никаков одговор до сега. Од 13 март 2024 е уште втора година. Почна уште нема ништо од обвинителство. Михаиловски бара само правда, без разлика каков ќе биде одговорот од обвинителство. Од фирмата велат дека несреќа да не се случи повеќе.
Адвокатите ми тврдат, имам договор со нив направен, дека ќе постапат, ќе ја гонат фирмата. Адвокатите ми велат дека пуштиле 3 пати имејл до обвинителството, зошто нема, уште немат одговор. Секогаш вика немаме одговор. Само чекај. Чекам во неизвестност. Од обвинителството велат дека тие се надлежни да постапуваат само за сторени дела на територијата на нашата држава. За Сител, Трајан Ристовски.